Има интерес за владиниот проект за изградба на винарници во богатата со лозови насади Дебарца. Министерството за транспорт распиша оглас за продажба на земјиште за оваа намена, но почетната цена е превисока за заинтересираните. Идејата за изградба на винарници во општина Дебарца е добра, но не и условите под кои Транспорт и врски одлучи да го продава земјиштето, вели градоначалникот на оваа општина која брои 5500 жители. Појаснува дека на површина од 425 километри квадратни се простираат богати лозови насади, посебно во реонот на селата Мешеишта и Требеништа. Без малку сите домакинства се занимаваат со лозарство и производство на вино. Всушност од тоа и екзистираат. Којчиновски кажува дека објавувањето на тендерот за изградба на винарии побудило интерес, но на јавното надавање не се јавил никој. Заинтересирани странки немаше доста, може би цената е повисока, пошто и приватно да се купи во тој простор на нашата територија евро до евро и пол кошата земјишето, а некаде беше 200 денари почетна цена. Градоначалникот сугерира Транспорт и врски да направи уште еден опит за отуѓување на градежно земјиште за изградба на винарници, но со пониска цена. Така вели ќе заживее општината, а многу од мештаните ќе најдат вработување. Во првиот обид Транспорт и врски понуди 7 градежни парцели со вкупна површина од 17.584 метри квадратни. Се бараа 55.000 денари депозит за учество на јавното надавање со почетна цена од 200 денари по метар квадратен. Потенцијалните купувачи согласно условите во тендерот во рок од 9 месеци требаше да обезбедат одобрение за градба и врз претходно изработен урбанистички план објектот да го изградат во рок од 6 години. Условите го обврзуваа најповолниот понудувач да го плати данокот на промет што ќе произлезе како обврска по склучениот договор за отуѓување на градежното земјиште. Во цената на градежното земјиште не беше вклучен надоместокот за негово уредување.